إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Večerva ke продолжиме со биографијата на нашиот сакан посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, биографијата на најважната и најогромната личност што имат живеено во дуњалокот, личноста што имат најогромно влијание врз човечанството, a to je našиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Минатиот дерс учевме оние дела, оние работи кои ги спроведи посланикот салаллаху алейхи ва селем во првата година после неговата емиграција од Мека за Медина. Вечерва би изниллахи таала ке учиме втората година од хиџретот. Ес-сенету ثانија мин ел-хиџра. Значи втората година после хиџретот од нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Но пред да влезиме во оние дела што се случува во втората година, треби некои работи да спомниме за понатака да бидите полесно и поразбирливо за тие термови, за тие зборови што ги употребуваме, да бидиме во јасност и да бидиме во знање. Зборовите газва и серија. Газва, зборот газва значи преведено битка, борба. А серија истото е битка, борба, испрачање на една бригада, војска, армиска бригада или компанија. Но што има да разлика тоа во арапскиот јазик? Алимите кои пишувале биографијата на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем, кога спомнуваат зборот газва, се подразбира дека во таја битка исто присуствувал нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Значи, самото употребување на зборот газва, слушателот одма подразбират дека тука присуствувал нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. А на другата страна, кога употребуваат зборот серијатун, значи бригада, армиска бригада, се подразбира дека тука не присуствувал нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Туку таја серија, таја бригада, е испратена од страна на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем, но тој самиот лично не присуствувал. Значи, разликата меѓу газва и серија е, во газва тука присуствувал исто посланикот салаллаху алейхи ва селем, а во серија не присуствувал, туку само испратил пратна, војска пратна, значи војска армија, војска бригада, за некои работи. Значи, ова е разликата меѓу газва и серија. Кога се звели, значи, газва,
се знае дека тука бил посланикот салаллаху алейхи ва селем. Кога се вели зборот серија, дека тука не присуствувал нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем. После тоа, алимите имаат различно разбирање кога и како се дефинира зборот серија, значи бригада. Колку е бројот што треба да се исполни за да се нарече бригада. Некои алими велат починат од најмалце 5 луѓе до 300. Некои други велат не, туку починат од 50 до 400. Некои трети алими велат дека починат од 100 до бројот 500. Тогаш се нарекуваат серијатун, значи бригада. Поради различни, значи, мислења во дефинирање на серија, исто тогаш, како последица од тие различни мислења, исто се разликуваат во бројките на бригадите. Значи, кога иде прашање, колку беше бројот на бригадите, што ги испрати нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Некои алими велат бројот нивни беше 35, некои велат 36, некои велат 38, некои велат 48. Значи, сето овие разлики во бројките на бригадите што ги имаш испратено нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем, секако последица од дефиницијата, значи некои како гледат дека бригадата е од 5 до 300, значи тој може би повеќе ќе ги набројат од што оние ако гледат од 100. Значи неговиот услов е за да ја наречат бригада од 100 и нагоре. Значи ако бидат 5, 10, 20, 30 така натаму, тој не ги бројат, не ги гледат како бригади и поради тоа стануваат различни бројки во бригадите од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем. Исто така, од причињето зошто се разликуваат во бројките на бригадите, некои бригади што ги испрати посланикот салаллаху алейхи ва селем се случија во тек на битките. Значи во самата битка испрача нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем една серија, значи бригада. И тогаш идат алими и велат дека ова е посебна серија. Други алими велат не, дека ова се содржуваат во оваа битка, значи дели од таја битка и се бројат како да е од таја битка. И така се разликуваат во бројките. Исто не значит дека во испрачањето на бригадите од страна на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем да тие бригади се испратени за борба. Не. Значи можат да се испратат бригади од страна на посланикот салаллаху алейхи ва селем да се збира зекајатот. Значи зекајатот да се збират од градовите надвор од Медина што се станати луѓето муслимани, што се конвертирани во исламот и праќат посланикот салаллаху алейхи ва селем серија за од нив да се збират зекајатот или па во други случаи да се имплементират Аллаховата вера. И сето тоа значи е причина после во разликувањето на бројките од бригадите што ги испрати нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Посланикот салаллаху алейхи ва селем беше од неговиот суннет пред да ги испратит тие бригади ги опоменуваше и ги предупредуваше за да се држат цврсто за Аллаховата вера и да не ги преминуваат границите и да не прават неред, да не прават неправда и така натаму. Значи да се воздржуваат
na етиката на исламот. Значи да се воздржуваат на етиката на исламот, да бидат онака како што наредил Аллах субханаху ва таала и неговиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Сега може да дојде прашање од некого, па зошто посланикот саллаллаху алейхи ва селам испрачаше тие бригади, а тој не отиде со нив? Значи, зошто ги испрачаше нив, а тој не присуствуваше? Одговорот на ова прашање е да во многуте случаи немаа муслиманите во тоа време можности за сите муслимани што беа во Медина средство за пренесување, значи транспорт за присуствувачите во тие бригади. Така што ако излезеше посланикот салаллаху алейхи ве селам со таа бригада, тие што ќе останаа, што немаа средства за пренесување, средства за транспорт, што ќе останаа во Медина назад, ќе беа тажни и нема да се чувствуваат добро, и поради тоа, значи, остануваше нашиот посланик салаллаху алейхи ве селам во Медина со тие неговите асхаби, и еден дел само од асхабите ги испрачаше за извршување различни обврски. Во почетокот на испрачањето од тие бригади беа само, значи, тие што присуствуваа во тие бригади, беа само мухаџирите, мухаџирун, значи тие што емигрираа од Мека. Само тие ги испрачаше посланикот салаллаху алейхи ве селам. Зошто? Зошто со ансарите, со луѓето од Медина што станаа муслимани, со ним тие му дадоа заклетва на нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ве селам да тие него да го штитат, да го бранат во Медина, а надвор од Медина не беше дадено заклетва. И поради тоа, значи, посланикот салаллаху алейхи ве селам се воздржуваше на тоа и не ги испрачаше нив, туку само ги испрачаше мухаџирун. Колку е бројката на газават? Значи, газва, битка една. Газават, битки, множина. Колку се тие битки што присуствуваше во нив и нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ве селам. Алимите исто тука имаат различно мислење во бројките на битките. Некои велат 16, други велат 19 битки. Трета група на алими вели дека се биле 21 битка. Други велат 25 битки. Други велат 27 битки. Значи бројката се разликуваат. А причина за разликување на бројките од битките е дека некои алими ги бројат две битки како една битка. Зошто? Зошто во исто време се случиле. Значи во многу близко време се има случено. Како пример, Газватул Ахзаб и Газва Бени Курейза. Овие две битки се, значи, една по друга случени. Имат алими зашто поради нивното случување една по друга ги бројат како една битка. А други алими велат не, секоја битка е на себе. Газватул Ахзаб е битка за себе, Газвату Бени Курейза е друга битка. И поради тоа, значи, има тогаш исто разликување во бројките на битките. Исто како Газватул Хајбар и Газвату Вадил Кура. Овие битки се имаат случајно, значи, во исто време, и некои алими идат и велат не, тие се две битки, иако едни по други се имаат случајно, а други алими велат не,
таа е една битка, зошто? Зошто се случиле во исто време. И тоа е причина, значи, во разликување на битките, што присуствувал посланикот салаллаху алейхи ва селам, но Ибн Саад, еден од алимите, вели дека бројката 27, значи дека биле 27 битки, тој збор го имаат најголемиот број од алимите. Значи тоа мислење дека битките од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам газават биле 27. Тоа мислење го има, значи, најголемиот број од алимите. После тоа, која е првата битка? Која е првата битка што присуствуваше нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам? Првата битка е Газватул Абуа. Ова е првата битка, значи битката на Абуа. Посланикот салаллаху алейхи ва селам излезе со неговите асхаби во месец Сафар. Во месец, значи, исламски месец Сафар, излезе нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам, но во таа битка не се случи борба. Зошто посланикот салаллаху алейхи ва селам склучи договор со водичите од тоа место Абуа и се врати назад во Медина. Значи, тука учиме дека исто газва, битка, се нарекуваат и онаа битка што не се случуваат во неа, што? Борба. Значи, не е без друго да се случи борба и да се наречи битка. Туку се нарекуваат битка, значи газва, иако не се случуваат, значи, не се одвива, значи, во таа газва, нема, значи, борба. После оваа првата битка, Газватул Абуа, се случија исто други битки, додека дојде големата битка на Бедр. Газватул Бедр. Големата битка на Бедр, но пред да влеземе ние во деталите на Газвату Бедр, на битката од Бедр, ќе спомниме две важни работи што се случија во втората година од хиџретот. Зашто ние рековме дека вечерва ќе учиме оние случаи кои се случија во втората година од хиџретот на нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Прва работа, а тоа беше околу 2 месеци пред битката од Бедр, се случи тахвил ал-кибла, променување на киблето. Значи, ова променувањето на киблето се случи 2 месеци пред битката од Бедр. Тахвил ал-кибла, променувањето на киблето, ова се случи, значи, во втората година во Медина. Се кога дојде нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам во Медина и ја изгради неговата џамија, тогаш муслиманите со нивниот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам за околу 17 месеци од прилика се клањаа во правец на Бейтул Макдис, значи Месџидул Акса. Во правец на Бейтул Макдис се клањаа муслиманите за околу 17 месеци. А нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам посакуваше да биде киблето на муслиманите Кааба. Киблето на муслиманите биде Кааба. И тоа, значи, го посакуваше, имаше голема желба. Но посланикот салаллаху алейхи ва селам е роб на Аллах субханаху ва таала и прави она што му наредува неговиот господар. Така што 17 месеци, иако беше негова голема желба да се клањаат во правец на Кааба, се клањаше во правец на Бейтул Макдис, зашто така му беше наредено од Аллах субханаху ва таала. А Аллах има во неговите наредби имат мудрост.
И во променувањето на киблето, Allah subhanahu wa ta'ala ne izvesti nas во Куранот. Велит Allah ta'ala: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala veli: ние гледаме како со копнеш гледаш кон небото и ние сигурно ќе направиме да се насочуваш кон кибла кон која сакаш, значи кон која сакаш ти Мухаммед. Сврти го затоа лицето свое кон Месџидул Харам. Значи Месџидул Харам е каде? Каба. Значи овај ајет, во објавувањето со овај ајет, се менуваше киблето од Бейтул Макдис за Месџидул Харам. Овај ајет се објави во време на Асар. Асар значи Икиндија. Во време на Икиндија се објави овај ајет. Значи муслиманите знаат ајетите каде се објавени и за кои случаи и за кои настани. И поради што? Ова све го има муслиманите детално. Другите вери, како евреите, христијаните и така натаму, не само што немаат кога и како и што е објавен тие, значи, книги, туку немаат никаков синџир, нема никакво поврзување со нивните пекамбери. Кој слушнал од него, кој пренесил од него до друга генерација. Имаат со стотици и илјадници години кај евреите прекинување. А муслиманите не. До ден денеска има, значи, синџир по синџир. До нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Ова е најголемата наша гордост. Но за жал ние бараме гордост во други работи. Ние не знаеме вредноста на нашата вера. Се кога би ја знаеле вредноста, многу малце ќе спиевме и тоа спиење ќе ни изгледаше како губење на времето. Но за жал, не ја знаеме вредноста на тоа што го имаме во нашите раце. Кога дојде во време Асар, време Икиндија, се мени, значи, киблето од Месџидул Акса, Бейтул Макдис, за Месџидул Харам. Муслиманите со нивниот посланик салаллаху алейхи ва селам се клања за Месџидул Харам. Ова известување им дојде на асхабите од посланикот салаллаху алейхи ва селам што живеа во Куба, значи учеве на почеток дека кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва селам во Медина, застана околу 2 недели каде? Во Куба. И ја изгради тука првата џамија во исламот, Месџиду Куба. Тука тие муслимани што живеа, на нив им дојде веста за променување на киблето другиот ден во време на Феџер. Феџер значи време, значи Феџер е сабав. Во текот на намазот, значи тие беа во намаз, се најдуваа во намаз, и дојде еден човек, значи еден од асхабите на посланикот салаллаху алейхи ва селам, и ги извести дека киблето се променило од Бейтул Макдис за Месџидул Харам, а тие беа во намаз. И во самото седење нивно во намаз го менија правецот. Значи од Бейтул Макдис за Месџидул Харам. Што учиме ние овде сега? Овде учиме цврстото следење од асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, нивниот посланик салаллаху алейхи ва селам. Значи сахаба ридвануллахи алейхим
не чека да го завршат намазот, што го има почнато во правец на Бейтул Макдис и после другите намази да ги кланjaат во правец на Месџидул Харам. Не чека, туку во истиот намаз, кога им стигна таја вест, го променија киблето. Ова ни докажува, значи, многу јасно како се следи посланикот Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. Не да велиш имат време, не да велиш кога ќе се пензионирам, не да велиш кога ќе ми биде досадно, не да велиш кога ќе остарам, не да велиш не знам што. Нема во исламот тоа. Тие се интриги и долги надеж од шејтанот. Наканете измамнува тој непријател јасен твој и утре ден се откажуваат од тебе, а ти си од загубитниците. Значи, видим асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ва салам во истиот намаз не чекаа да го завршат. Го променија, значи, од Бейтул Макдис за Месџидул Харам. Вака треба да бидат муслиманите. Кога ќе бидат вака муслиманите, во овај степен на следење за нивниот посланик салаллаху алейхи ва салам, тогаш има да исчезнат сите видови на кризи што не имаат опфатено на нас. Се денеска муслиманите од сите страни се жалат, од сите страни се жалат за некои си кризи што не имаат опфатено. Но најогромната, најжестокна криза што не имаат опфатено нас муслиманите е оставање следењето на нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам. А кога ќе се вратиме во суннето на посланикот саллаллаху алейхи ва салам целосно, 100%, како што велите Аллах субханаху ва таала, ја ејюхеллезина аману удхулу фис-силми каффа. Овие кои се верувале, влезите во исламот целосно. Целосно. Значи не 99,9%, не, туку 100%. 100%. Тогаш имат и нашата ситуација да се подобри. И нашата ситуација има да се подобри. Се како што велеше имам Малик рахимахуллах, она што е подобри ситуацијата на првата генерација, истото е тоа што ќе промени и ситуацијата на генерациите што ќе дојдат покасно. Што беше тоа што ја промени ситуацијата на тие муслимани во тоа време, што беа во малцинство, што нема можности и така натаму, но Аллах субханаху ва таала ги направи водичи на светот да бидат. Водичи на светот да бидат. Што беше тоа? Цврстото фаќање за Аллаховата вера, значи 100% фаќање за Аллаховата вера. Тоа беше што ги направи да живеат во гордост. А ние, кога се отстранивме следењето на нашиот посланик салаллаху алейхи ва салам, живееме во понижување и немаме никаква вредност. Немаме никаква вредност. И нема да имаме ќе останеме во ова понижување без никаква вредност, се додека не се вратиме во нашата вера 100%. Значи ова да му биде секому јасно. Ако сака тој подобрување, тогаш ќе почне тој кај себе си свој да се врачат во Аллаховата вера, колку посто? 100%, не 99,9%, 100%. Како што велеше имам Ал-Албани рахимахуллах, формирајте го вие шеријатот во вашите срца, Аллах има да ви даде вас една земја, една држава со шеријат. Значи прво што ти треба тоа во срцата да го формираш. И после барај држава шеријатска. А ти си самиот нигде никаде, самиот си за никаде, самиот за ни 50% не си ни 5%,
и бараш со големи гласови, бараш шеријатска држава. Сам си голем неправедник, сам си грешник, сам си и други пречекарување на верата правиш и бараш од другите да бидат совршени. Не, почни од кај тебе себе си и после барај подобрување. После барај подобрување. Тука, значи, кога се мени киблето и сахаба што беа во Куба, во истиот намаз го правеа тоа, не дочекуваа, значи, да го завршат и после другите намази да ги кланјат во правец на Месџидул Харам. Ова се докажуваат дека џамијата Куба и исто џамијата од посланикот салаллаху алейхи ва селам, исто се тие џамии на две киблиња. Значи, зошто? Тука се кланја муслиманите за 16-17 месеци, се кланја муслиманите во правец на Бейтул Макдис. Се имат новотарците, оние кои внесуваат нови работи во верата, а верата што е чиста од тие нови работи, нашата вера нема потреба за нови работи, зашто ова вера е совршена. Кога нешто е совршено, кога му се става нешто додатно, го расипуваат. И кога му се одзема на совршеното нешто, исто така го расипуваат. Значи, остај го нештото што е совршено, нека биде совршено. Не го земај твојот памет, расипан памет, и да го ставаш во верата и да обновуваш работи што немаат потреба. Имат луѓе што нарекуваат во Медина џамијата Бену Селима, има џамија во Медина, името неизино на таа џамија, Месџид Бену Селима. Бену Селима значи племето, Бену Селима. Но кај луѓето е позната таа џамија Бену Селима како Киблетейн. Киблетейн значи џамијата на две киблиња. И кога идат таму во Медина хаджите и умреджите, е програм од програмите во Медина да одат во таа џамија да ја посетат. Зошто мислат дека е дел од посетата во Медина, дел од тие ибадетите што се прават во Медина, исто посетување на таа џамија. И организираат со автобуси, со комбина и така натаму, и одат во таа џамија да ја посетуваат. Но ова дело, ова чинење е бид'a, новотарија. Ова нема подлога во нашата вера. Ова нема подлога во нашата вера. Да се овеличува таа џамија како Месџид Киблетейн, џамијата на две киблина, а во вистина е џамијата на посланикот саллаллаху алейхи ва селем е џамијата на две киблина, и џамијата од Куба е џамијата на две киблина, но тие увеличуваат таа џамија само и одат таму и мислат дека е дел од посетата во Медина. А во вистина тоа нема никаков корен, никаква подлога во нашата вера, и тоа е новотарија. И то за нив, за тие луѓе, е подобро и поважно да останат во џамијата од посланикот салаллаху алейхи ва селем и да кланјаат тука намаз, од што да одат во таа џамија и да губат време. Зошто еден намаз во џамијата од посланикот салаллаху алейхи ва селем, како што не извести наш посланикот салаллаху алейхи ва селем, е еден намаз како 1000 намази во друга џамија. А во таа џамија, џамијата Бену Селима, што е наречена Киблетейн, е како другите џамии. Значи, ти подобро за тебе да се кланеш еден намаз, за да имаш како 1000 вредност, од што да одиш во таа џамија и да ја губиш таа огромна награда. Но новотарците таке прават, измамниците таке прават, зашто ги измамнуваат луѓето, им велат ова план програма, ги шетаат и така треба да се плаќаат појчи, значи тоа екстра се плаќаат појчи, и им прават марифети, им прават лаги, за како само и како да им ги земат парите на муслиманите. За како да ги преварат, да им ги земат парите за
za работи што немаат корен во нашата вера, туку повеќе се новотари. Киблето, променување на киблето од Бейтул Макдис за Месџидул Харам, исто во тоа имат мудроста Аллахова, субханаху ва та'ала, да се видет кој вистински го следит Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам и кој ќе се одврати назад за неговите петици. Зашто Аллах субханаху ва та'ала вели: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala во суратул Бакара вели: ние не го направивме тоа кибле кон кој ти се кланяше, значи Бейтул Макдис, освен само да знаеме кој го следи вистински посланикот и кој има да се врати на неговите петици, значи ќе се одврати, значи ќе испадне и кој ќе се врати на неговите петици. Wa in kanat lakabiratan, иако таа работа, значи тоа променување може би е голема таја, освен на оние на кои ги имат упатено Аллах субханаху ва та'ала. Значи, оние кои ги упатил Аллах субханаху ва та'ала, за нив е тоа лесно и тие лесно го прифачаат тоа и лесно ја спроведуваат таја наредба. Како асхабите во Куба. Зошто? Зошто ги упати нив Аллах субханаху ва та'ала. А оние, значи ова е тест и затоа исто искушенијата се тестови за да се разликуваат вистинските верници од лажните верници. Тука се докажуваат кој вистински го следит Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам и кој само со зборови го изрекуваат. Затоа биди следец на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам внатрешно и надворешно. Се тоа ти придонесува тебе и ништо друго. Исто во втората година, значи после променувањето на Ел-Кибла, во втората година после хиджретот им го задолжи Аллах субхана ва та'ала на муслиманите постот во месец Рамазан. Значи ова кога ќе бидеш ти прашан како муслиман, кога ви е постот ваш направен задолжилив? Значи во втората година после хиджретот. Овие работи ние ги знаеме детално. Кога се мени киблето? Во втората година после хиджретот. 2 месеци пред битката на Бедр. И така, значи овие работи треба да се научат, да ги учиме. Сега, значи после овие две работи, променувањето на кибла и задолжување на месец Рамазан да се пости, сега ќе почнеме би'idhnillāhi ta'ala со битката, огромната битка на Бедр. Посланикот салаллаху алейхи ва селам дозна дека Абу Суфјан се упатил од Шам во правец за Мека и со нив носат огромна трговија, значи огромна роба на трговија. А курешитите што беа во придружение со Абу Суфјан беа околу 30 до 40 луѓе. Така што
poslanikot sallallahu alaihi wasallam isprati nekoj ashabi da gledat vo koji del i vo koji pravec se dviža tije karavani od Abu Sufjan. Zašto vo Meka Kurejšitite im zedoa na muslimanite se i se što. Im go zedoa nivното bogatstvo, nivните domovi i дури нивните фамилии. Така што муслиманите сака да земат дел од таа неправда да се вратат назад. Посланикот салаллаху алейхи ва селам испрати некој дел од асхабите да гледаат и да пратат каде и како се движат тие каравани. А од другата страна, Абу Суфјан, кога тој се приближуваше во полуарапскиот остров, зашто значи Мека, Медина, Таиф, Джидда, се нарекуваат полуарапски остров. Кога се приближуваше на полуарапскиот остров и беше во близина на Медина, исто така испрати тој еден дел од неговите луѓе за да гледаат и да слушаат новите вести и што се случува во полуарапскиот свет и што правит Мухаммед салаллаху алейхи ва селам со неговите другари. Зошто тие страхува од посланикот салаллаху алейхи ва селам и од неговите другари ради Аллаху анхум. Зошто самите знае кои неправди им има направено во Мека. Така посланикот салаллаху алейхи ва селам излезе со неговите асхаби, а бројката беше 319. 319 излегоа со посланикот салаллаху алейхи ва селам во барање на тој курейшиски караван. Излего и целта не беше да водат борба, туку да ги фатат тие каравани и да се вратат назад во Медина, Абу Суфјан почувствува страв и прати барање до меканците, до мушриците, за поддршка. Значи да излезат курешитите од Мека и да се упатат кон Абу Суфјан за да го поддржуваат. Се плашеше да не паднат тие каравани во раце на посланикот салаллаху алейхи ва селам и неговите другари. А тие каравани беше значи робата од курешитите, богатството од курешитите. Така што бараше поддршка од мушриците мекански. Кога излезе посланикот салаллаху алейхи ва селам, 3/4 од тие 319 асхаби, 3/4, значи 75% беа од ансарите, а околу 70 до 80 беа мухаджири. Значи од мухаджирите, што мигрира од Мека за Медина, беа околу 80 луѓе. А во другата страна, другите беа ансар. И нема со нив доволно значи можност за транспортирање. Има само 70 камили. Значи ти беа 319, а има 70 камили. И затоа некогаш употребува една камила тројца. Како на пример посланикот салаллаху алейхи ва селам употребуваше една камила со Али ради Аллаху ан и Абу Лубаба ради Аллаху ан. Значи истата камила. Кога беше посланикот салаллаху алейхи ва селам во правец на Бедр, на тоа место Бедр, кога се упати посланикот салаллаху алейхи ва селам за Бедр,
mu naredi na Abu Lubaba radijallahu an da se vrati nazad vo Medina. Zašto? Тогаш гледаше посланикот салаллаху алейхи ве селем дека оваа работа нема толку брго да завршит, така го направи Ебу Лубаба емир значи водич на Медина, што го заменуваше посланикот салаллаху алейхи ве селем во неговото отсуство, го направи кого? Ебу Лубаба радијаллаху ан. И му нареди на Ебу Лубаба да го направи Абдулла ибн Уми Мектум радијаллаху ан да биде имам во намазите. Значи, Абдулла ибн Уми Мектум радијаллаху ан да ги води муслиманите во намаз, а Ебу Лубаба да биде како водич на Медина. Ебу Суфјан радијаллаху ан, што беше во тоа време мушрик, кафир, но тој стана после муслиман и е од асхабите на посланикот салаллаху алейхи ва селам, и ние го сакаме Абу Суфјана радијаллаху ан, и го сакаме исто неговиот син Муавија радијаллаху ан. Не сме како Рафида, не сме како Сејд Кутуб, што го навредуват Абу Суфјана радијаллаху ан и велит дека влезе со лицемерство, со нифак, со мунафиклог во исламот. Не, туку посланикот салаллаху алейхи ве селем го прифати неговиот ислам, и исто ние го прифачаме. Ние сме во патот на посланикот салаллаху алейхи ве селем, а не во патот на Сејд Кутуб ед-дал ел-мудил. Абу Суфјан радијаллаху ан беше врвно интелигентен, беше човек со искуство, беше од водичите на Курейш, така што во текот на патувањето Абу Суфјан сретна еден човек и го прашуваше дали видел тој човек нешто во неговото патување. Тој човек му возврати на Абу Суфјана дека ништо не видел освен двајца луѓе во тој и тој извор. Дека дошле тие во тој извор, си зеле вода и продолжиле нивното патување. Абу Суфјан радијаллаху ан се упати кон тој извор и дојде во тој извор и тука најде значи она лепешки од камилите. Абу Суфјан ги зеде во неговите раце, значи, дел од тие лепешки и ги, значи, како да ги трошит. И тогаш вида Абу Суфјан рече, овие се од храната што јадат тие камили од Медина. Значи, ги препозна, види, значи, интелигенцијата и искуството на Абу Суфјана радијаллаху ан. Со тие лепешки препозна од кој камили и од кој дел, од кој рајон можат да бидат тие камили. И тогаш рече, значи, осети Абу Суфјан дека посланикот салаллаху алейхи ве селем и неговите асхаби се во негова близина. Значи, се во многу близко. И тогаш Абу Суфјан радијаллаху ан се упати на други правец, значи на морскиот брег. Значи не одеше нормалниот пат, што беше пат познат меѓу Мека и Медина, односно Медина и Мека, туку се упати на морскиот брег за да исчезне, да избегне, да се спаси од посланикот салаллаху алейхи ва селем и од неговите асхаби. Кога дојде веста кај курејшитите дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем со неговите асхаби се излезени да го фатат тој курејшиски караван со нивните богатства и имања, тогаш се собраа курејшитите и главите курејшиски, елитата на Курејш, и се спремаа со коњи, со камили, со војска, со оружје, и излегоа, се упатија да му излезат во средство, да му излезат, значи, во помагање на Абу Суфјан. И беше бројката нивна околу 1000 луѓе. Значи, три пати повеќе во бројка од
od muslimanita. No Abu Lahab od glavite kurešijski ne izleze su taja vojska. Tuku toj na njegovo mesto isprati drugi čovek. A drugite kurejši, kako Abu Džahal i drugi, izlegova za da dostignat kaj Abu Sufjan i da gi branat nivnite bogatstva. Za nivnoto izleguvanje od Meka za Bedar, Allah subhanahu wa ta'ala ne izvesti nas vo Kur'anu. Velit Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala velit: I ne bidite kako tije, ko izlegova od nivnite kući, so pofaluvanje i za da gi vidat lugeto, i tije odvraćat od Allahovi od pat. Znači ti odvraćat od Allahovi od pat. I ti izlegova od nivnite kući, so pofaluvani i za da vidat lugeto, za licemerije. Zašto Abu Džahal, la'anahu Allah, to je reče vo Meka, nije ima da izlezime so našata vojska i ima da stignime vo Bedar i tamo da se ugostuvame i ima da kolime kamili i ima da pravime slava za taka da slušnat Arapite koji se kurejšitite i da im vlezit straf na Arapite od nas od kurejšitite. Znači ova sve znači su opofaluvane kako što velite Allah subhanahu wa ta'ala i za da gi vidat i da slušnat lugeto. Allah što velite Allah ta'ala وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, a vi ne bidite kako niv. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ne zabranuvat nas i togaž na muslimanite da bidime kako mušricite za naše to izleguvanje da bidit za pofaluvanje i za da go vidat lugeto i da slušnat lugeto. Znači وَلَا تَكُونُوا, znači ne bidite vi kako niv. Ne bidite kako niv. I Allah subhanahu wa ta'ala velit وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, i Allah dobro znaje što pravat tije. Znači tije mušricite što pravat Allah ta'ala dobro znaje. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala velit: i koga šeitanot im gi razubavi nivnite postapki, znači togaž pred bitkata na Bedar, koga izlegova tije mušricite od Meka i se upatija za Bedar, šeitanot im gi razubavi na nivnite postapki i im reče: niko od lugeto ne može denes da ve pobedit. Znači niko ne može od vas da ve pobedit. I ja sam vašio zaštitnik. No koga se sudrija dvete protivnički grupi, znači koga se sudrija vodeno na Bedar, vodeno na bitkata na Bedar, koga se sudrija muslimanite so nevernicite, to i togaš se povleče i reče, znači šetan od togaš se povleče i reče: jaz nemam ništo so vas. Znači vidi ovdje se odkažuva šetanot od negovite sledbenici, od mušricite. Jaz nemam ništo so vas. Jaz go gledam toa što vi nego gledate. I ja se plašam od Allah, bideći Allah žestoko kaznuvat. Znači šetanot vide raboti na Bedar što neki gleda sledbenicite negovi od mušricite. I to se uplaši. I reći ja se plašam od Allah, Allah žestoko kaznuvat. I se otkaže od njih. Ova je patod na šeitanot. Zato i da gi ostavi negovite sledbenici na cedilo. Došli, kako vidite? Inni bari'un minkum. Ja nemam ništo, ja sam čist od vas.
Истото така ќе се случи со неговите следбеници на судниот ден. Цел живот ги измамнувал тој нив и на судниот ден ќе се откажува тој од нив. Но каква таја е, значи, горчлива чувство за цел живот да паднеш во сплетките на шејтанот и на крај тој од тебе се откажуваат. Затоа држи се цврсто за јажето Аллахово, едно јаже што никогаш не се раскинуваат. Ел Коран ва сунна. Ако сакаш да бидеш од успешните, ако сакаш да бидеш од стречните, зошто? Во спротивно те чекат ова. Во најтешките моменти да бидеш на цедило оставен. Сега ти сам одлучи се од која група сакаш да бидеш. Од која група сакаш да бидеш, дали сакаш да бидеш од стречните, од успешните, или сакаш да бидеш од губитниците и тажните. Сам дај си одговор. И немој да се измамнуваш од луѓето. Немој луѓето што се шејтани, во инсанска форма на шејтани, да ти го разубавуваат заблудата и погрешниот пат. Се тие на судниот ден ништо не може да ти предонесат. Затоа држиш се цврсто за Аллаховата вера, искрајно држиш се цврсто, без никаков интерес. Не барај од никого никаков интерес. Не барај со тоа да те фалат луѓето. Не барај со тоа да имаш позиции. Не барај со тоа да имаш углед. Туку единствено барај задоволството на твојот створител Аллах субханаху ва та'ала. Иако може би луѓето не те знаат тебе, не те познаваат тебе, не слушнале за тебе, тоа не играт улога кај тебе. Твојата важност е да биде твојот Господар Аллах субхана ва та'ала со тебе задоволен. Иако луѓето со тебе може би не се задоволни, тоа тебе не ти интересират. Твојот интерес, твојата грижа е задоволството на твојот Господар. Затоа пази се да не бидеш од оние од кои шејтанот на ваков начин ќе се откажат од нив. Инни бариун минкум. Јас немам ништо со вас. И на крај што? Бидејќи Аллах жестоко казнува. Жестоко казнува. И тоа го знае шејтанот. Тоа го знаете. Затоа да не бидеш можеби од тие што ќе бидат жестоко казнети. На еден ден што немат повеќе враќање назад. Немат втора можност. Немат више втори испит. Почни денеска пред да бидит касно. Иншалла ќе застаниме тука и биидниллахи та'ала во идниот дерс ќе продолжиме со другите детали во битката на Бедр. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.